Оваа држава е опседната со табли. Промената на имињата на две основни училишта во Чаир предизвикаа безброј непродуктивни коментари и националистички испади. Со реакција се јави и поранешниот премиер Зоран Заев, кој во свој стил тврдеше дека промената е незаконска, па дека е законска, па дека е незаконска, па дека е законска, па незаконска, па законска. Извини, ке те прекинам. Со еден од учениците во Рајко, Исмаил Кемали Жинзифов, разговараше нашиот Кузман Статива. Така е, студио, еве сум со представник од деветолетките, Бесим Шабани. На вистина си девето оделение? О, другар, јас сум девето. Денеска сум дежурен цела недела. Дека изгледаш вака постаро. Зашто така зборуваш? Си бил ли ти во девето оделение сега? Да видиш, па сите сме вакви, знаеш како викат, од стрес. Така, кажете ми што мислите за промената на таблите со имињата на училиштето? Многу добра идеја, многу добра, јас сум многу среќен. Значи задоволни сте, така? Не бе, другар, не ли кажеш дека сум ироничен? Зашто иронија? Еве, јас ке ти кажам. 2010 јас сум бил прво оделение. Сега, школа тогаш табла се викала Рајко Жинзифов, а сега се вика Исмаил Кемали. Сега може да се вика и Джастин Бибери. Мислам, умирал човекот, ама мене не ме гале. Добро, сега вела дека од Исмаил пак ќе го вратат на Рајко. Абе, дечко, абе од Тито па све што иде наваму, они само тоа прават, бе, другар. Ги менја табли, доаѓа вика ќе го смениме ова, а не прави ништо што треба. И сега ние сме млади, ние разбираме дека предизбори сака да се менја. Сега они место да прават, да направи спортска сала, да може фудбал да играме, да донесе автобус, да може да се возиме, да има добро грење. Знаеш како, такви работи, компјутери, како другар ми, зибери компјутери, да играме малце. Они со таа нивна лоша политика не трујат нас, младите и цело образование. Така, браво, ти на вистина си девето оделение? О, другар, па зашто мислиш дека те лажем? Еве ти возачка. Така е, студио, еве, деца без детство, без образование, без иднина кај нас, но барем без обседнатост со табли. Студио. Најважни се таблите, па изборите, а децата, односно учениците, кој ги ебе?